Јавното зеленило до сега се третирало со генералниот урбанистички план и делумно со деталните урбанистички планови. Меѓутоа, тоа сето било недоволно и затоа во 2017 година на крајот се донесе новиот закон за урбано зеленило, чието спроведување е во надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање. Со овој закон за урбано зеленило се предвидува дека независно од урбанистичките планови треба да се сработуваат стратегии и основни планови за урбано зеленило. Меѓутоа, засега и покрај тоа што веќе година и повеќе овој закон е донесен, урбанистичките планови ја немаат оваа фаза. Значи, се уште не се имплементира до крај овој закон. И од тие причини не можам да одговорам точно колку и каде зеленило општините планираат да имплементираат, бидејќи пречките за спроведување на законот за зеленило треба претходно да бидат отстранети, и тоа пред се со давање на ефект на сите одредби на законот за урбано зеленило во новиот предлог на закон за урбанистичко планирање. Доколку овие два закона се хармонизираат, дори тогаш можеме да зборуваме за едно сеопфатно планирање на урбаното зеленило, токму таму каде што тоа е потребно, во најзагадените делови во градот и таму каде што се создаваат топлотни острови.